За образование и странски инвестиции се трошат многу пари, а државата не ни оди нарно. Ова го констатирале неколку македонски економисти од повеќе универзитети, анализирајќи ги состојбите во високото образование, странските инвестиции и инфраструктурата. Според нив, државата прави неколку клучни грешки кои во опасност ја доведуваат иднината на младите. Не очекува прилично црна иднина во поглед на состојбата на пазарот на труд, бидејќи со овие административни мерки денес се создава искривена структура на квалификации на локалните пазари на труд. Ова е директно поврзано со дисперзирањето на високото образование. Владата ќе распише конкурс за дисперзирани студии на студиска програма Сметководство и ревизија во Берово. И имате таму, според конкурсот, расположливи слободни 130 места, да речам она. И сега замислете, прво прашање што воопшто во Берово гимназијата дали има матуранти 130, ама еве и да има. Замислете што би се случило ако сите тие се запишат, а бидејќи им е дома, нормално ќе се запишат на таа студиска програма која им ја отвориле таму. И замислете ако цел град, значи сите студенти се запишат на едно занимање. Кој пазар, локален пазар на труд ќе ги абсорбира утре тие кадри? Под еднаква опасност за домашната економија се и субвенциите за странските инвеститори. Првенствено тоа е проблемот на транспарентноста. Ние се уште како општество, како економија не знаеме колку пари вложуваме во привлекувањето на странските директни инвестиции. И вториот недостаток кој што би го потенцирал е какви инвестиции привлекуваме. Значи ние во моментов сме фокусирани на инвестиции кои што се повисокотехнолошки, главно од автомобилската индустрија. И тоа е добро затоа што тие ќе донесат тука определена технологија која што ние ја немаме, значи го подигаат технолошкото ниво на економијата, меѓутоа од друга страна располагаме со работна сила која што се уште нема вештини на тоа ниво за да одговори на потребите на такви повисокотехнолошки фабрики. Наместо ова, парите требало да се насочат кон изградба на патна инфраструктура. Анализите на автопатот Демир Капија Смоквица бил добар пример за тоа. Намалување на оперативните трошци, значи заштита на гориво и заштита и амортизација на возилата, заштита на време, 5,5 км пократко оваа делница, подоцна друг намалување сообраќајни несреќи. Оваа делница беше позната како црна точка во цел коридор во Е75 автопатот. Само со пренамена на средствата од проектот Скопје 2014, според математиката на економистите можеле да се изградат околу 200 километри автопатишта.